Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. За многу години велик ден, Христос воскресе, навистина воскресе и се надевам дека и денеска, драги мои, ќе продолжиме со она празнување кој што досега го имавме. Верувајте ме дека се одбрав исто така добар гостин кој што ќе ни подготвува, но и убаво ќе ни пее, затоа што вие тоа го баравте. Значи баравте гостин кој што убаво ќе пее и да ги продолжиме великденските празнувања. Поздрав до сите вас на сите меридијани во светот и во нашата ни убава Македонија и да си ги поздравиме пријателите на ова наша емисија. А наши пријатели се Пекабеско. Поздрав до Пекабеско. Убави великденски празници, но и секој ден нели ручекот нека ви започне со вкусните производи на Пекабеско, а велам сите оние кои што пак не умеат да готват, можат слободно да си земат малку салата и еден од производите на Пекабеско и вистина убаво да си ручаат и да си уживаат. И така, драги мои, реков на самиот почеток дека си побарав гостин кој што убаво ќе ни пее. Денеска и во улога малку на готвење ќе го видиме, иако вели јас најмногу сакам кога ми готват, но денеска јас го терам да готви нашиот Душко Георгиевски. Добре ми дојде. Добре дојде, Доле. Добре ми дојде. За многу години. За многу години. Празникот наш најголем. Најголемиот празник, како велиме, Христос воскресе, навистина воскресе. И голем поздрав до гледачите. Ете, повели од оваа страна, ќе правиме, како велиме, и секојдневно, но и празнично јадење, кое што може да се подготвува лесно и брзо. Сакаше да, добро, и за месецето е убаво да се сече со ракавица. Како си поминавте за великденските празници? Одлично. Во кругот на најблиските, на семејството. Па и тој ни е семеен празник, убав домашен празник. Кај што сакаме да бидеме заедно со нашите најблиски. Ако цела година не можеме да се собереме, барем за Божик и Великден да сме заедно, нели така е тоа? Да. Се одлучивме да направиме пилешко во кари, во бел сос и ќе биде навистина вкусно избор на сите и на повозрасните и помладите е токму овој рецепт. Па многу едноставно, лесно за готвење, не бара многу време, не троши многу енергија, а е вкусно за јадење, дава енергија. Ете тоа, одлично. Ќе си започнеш да си сецкаш, ама и ние и песна ќе пуштиме, зашто со песна полесно оди, ножот да не го гледаат, да слушаат песната. Ете така, одиме со песна. Stoji cela tajfa i čeka pesta da narača. Niz misli šeta jedna tajna, ni vino ne ja poznava. Voraka veke držam pari, ke bi dat skoro pod žicite. Za ljubov ušte ne sme stari, ke pejam za grešnicite. Se što ke udira, samo ljubav istinska žive večno ne umira. Dajte pesna nekoja, solzi što ne zabranuva. Dajte takva prikazna, čaršaf od masa da stanuva. čaši ne mi liči i što ke reč
плачат душманите, во срце уште стојат црчи, од неја баш под раните. По рака веќе држам пари, ке бидат скоро под жиците. За љубов уште не сме стари, ке пеам за грешниците. Дајте песна некоја во срце што ке удира, само љубов истинска живе вечно не умира. Дајте песна некоја солзи што не забранува, дајте таква приказна чаршаф од маса да станува. Дајте песна некоја во срце што ке удира, само љубов истинска живе вечно не умира. Дајте песна некоја солзи што не забранува, дајте таква приказна чаршаф од маса да станува. Колегите прашуваат, јадењето убаво мириса, но Душко вели чарша вака да се преврати до толку веселба, така? Така е. Нова ти е нова да. песна. Па ова е песна што ја отпеав на последниот Валандово фестивал, мислам дека беше пред 2 години. Ова е, чинам, последната авторска песна на Милан Завков. Нашата браво. покојна легенда, пред некое време се одржа и концерт во негова чест. Особено ми е драго што на некој начин ја добив како подарок оваа песна. Ама и убаво си ја отпеал, многу убаво. Па да, мислам, Милан е една легенда која што вечно ќе живее, не треба нешто посебно да се зборува за него. Остави многу песни, многу музика за сите Убав генерации. белек во музиката. Те запрашав на самиот почеток, ова и за гледачите да прашаме. Многу пати ги сецкаат на ленти, на коцки, на не знам што. Ти одлучи на ленти затоа што рече вака поубаво се прави месото. Па побрзо се прави и не мора толку време да се губи. Останува ми се чини посочено. Ете, гледај колку убаво почна веќе да си се пржи убаво. Колега Бубе не е селско месо, а пилешко месо е. Слично. Ама ние ќе си додадеме и ќе мислиме дека е селско месо со пилешко. Ете така. Одлучи нашиот драг пријател Душко. Рече драгче за времето во кое што ќе готвиме, ово најбрзо ќе ни биде. Да. Ете така. Кажи ми, новитети имаме ли други во однос на песната? Па има од време на време настапувам на некои од нашите фестивали, посебно кога ќе дојдам до добра песна. Она што тебе ќе те дирне. Така е, да, да. Сепак треба Точно. да отпееш нешто што тебе прво ти се допаѓа. Сигурно, да. Нешто што е, да речеме, или автобиографски, или не мора да биде како што е сега во случајот, меѓутоа во секој случај да е убава, интересна песна. Да е убава песната, да допира до тебе и до гледачите, нели? Тоа е значението. И лукчето да си го исецкаш, па да си се ослободиш од ракавиците. Можеме малку. И затоа што ќе ни пееш, имаме уште песни кои треба да се отпеат. Така е. Ама добро ти од јако велиш ти 3 дами дома, јас не готвам, уживам да јадам, ама кога ги нема дамите, кога се некаде на сообврски, Душко си го прави ова. Па се снаоѓам, да. Се снаоѓам. Добро, убаво. Убаво, ете. Колку што зборувам дека сум гурман, може би требало да тежам дупло од оваа тежина што имам сега, меѓутоа, да,
обожувам да јадам вкусни јадења, ама не Ја тоа многу. трошиш енергијата. Веројатно, Затоа динамичен живот, ти е... динамично време и се трошиме. Добре, ти си адвокат, па си имаш работа и со секакви луѓе. Најмногу се троши енергијата кога на некого треба нешто да му објасниш. Подобро ќе изодиш 1 километар отколку некому да му објасниш што треба да направи, така, нели? Така е, да. Тоа е Секакви луѓе има некои работи дури тешко се објаснуваат. Па добро, и тешка ви е задача. Стварно ви е така, тешка во секој задача. случај, да. За да се дојде до реализиран предмет, успешен предмет, долго време треба. Добро, но ја нема да зборуваме за адвокатските проблеми, затоа што јас сакам да имаме песни. Можеш Јас да исто си се така, да. ослободиш од ракавиците и ќе ни пееш весело, ова почна овде да се зацрвува и ќе биде добро. Под твојот пенџер стојам недо на црна темна улица. Дури низ лице солзи течат, со се ладна дождовница. Дали си дома бела недо, пеам на темни кепенци, потрем на комшиските пурти, кај што се некни љубевне. Дома ли си, сама ли си, чија ли си, ак да знам, шербет ли си, пели ли си, сладок спомен сега горчина. Дома ли си, сама ли си, чија ли си, ак да знам, шербет ли си, пели ли си, сладок спомен сега горчина. Дали си сама, алта недо, колу ноки позлатуваш? Дали ги слушаш моите песни, или слушаш туги, дури љубовни? Ме врнат ладни дождој недо, стреја ми е верна тамбура. Отвори пенџер и сафимај, и на душа цел век носи ме. Дома ли си, сама ли си, чија ли си, ак да знам, шербет ли си, пели ли си, сладок спомен сега горчина. Дома ли си, сама ли си, чија ли си, ак да знам, шербет ли си, пели ли си, сладок спомен сега горчина. Дома ли си, сама ли си, чија ли си, ах да знам.
Ти честитам, одамна го немам слушнато името Неда во песните, а толку убаво во твојот милозвучен глас ова прозвучува, ова песна преубава. Па да, има народни песни посветени на Неда и јас одамна не сум го слушнал во некоја ново компонирана песна, инаку ова е песна на Златко Миладиновски. Браво, да го Мислам дека поздравиме. и се познава. Одлично. Стилот поздрав и до него Так. и до Владко и честитки за успешните концерти кои што ги прават. Мислам дека и по стилот веќе се познава дека Се чувствува таа елегичност, Тој но мелост, навистина убаво. Овде Да не не додадовме ништо. Сакаш да додадеме сол сега малку, Да. малку сув зачин. А јас ќе го малку намалам во однос на топлината. Сол? Ќе додадим у ти солца, сув зачин. Јас чајот да си го видам. Ќе не биде чајот. Добро. Одлично. И ова песна е нешто што, како се вели, се бара за на аста, за на маса, мераклиска. Ке се снајдеш ли сувиот зачин и биберот се пред тебе? Убаво. Ама знам дека кога ќе те видат тебе, веднаш ќе ти кажат, ајде, отпеа, свири виолино. Како ја, например, кога би ти порачал. Ајде, доле. Добро, да, некогаш и повеќе се така. барат, зависи од типот на веселбата, меѓутоа секако е интересно да имаме повеќе Па и треба, нели? ритмови, повеќе. Ако нема повеќе, тогаш не си пеач. Треба да има повеќе од се по нешто. од се по нешто. Публиката те сака, те бара и затоа е убаво. Ова уште една минутка па ќе додадеме веќе павлаката за готвење. Мислам дека и печурките се готови, а? Па да, и на нив им треба сосема малку време, Сосема, колку да ги зашто и не фати. чини многу да бидат пак и препражени. Одлично. Еве така. Ќе додадеме чајчето овде. И го намалив скроз затоа што ќе му пееме песна. Ќе му пееме песна за да биде И полесно. да знаете дека кога се пее и се готви, јадењето е многу Најубаво, многу Со вкусно. љубов. И јас ќе бидам кај тавчето, оди си ти, затоа што ќе ни пееш. Освен што готвиш, мораш и да пееш како е. Да. Ем готви, ем пеј. Ќе пееме, ама оро не игра. Оро не играј. Добро. Можеме вака, можеме вака. Во место оро ќе играме. Колега Перков, добре дојде. Многу ми е мило. Ќе играме оро со Душко. Кога секој свој си има, кога надвор ден не зима, јас зад себе порти затворам. Па со својата гитара и во джебот ситна пара, накај ме ја заминувам. Старо друштво е на маса, секој врака држи чаша и за љубов наздравуваат. Добри луѓе пак се збрале, што за песна се видале, ретко мајки такви раѓаат. Ракија, жолта или бела, дајте лута, дајте ти клешка. Ракија, уште една чаша, тур ја свирам та нашата. Ракија, жолта или бела, налеј, налеј да наздравиме. Ракија, уште една чаша, па до зори да лупуваме.
za džabe sviram i od srce pesmi biram, da ga nikoji dan ne spomuva. Brzo vreme to mi leta, sekoj pet posle preta, ah za naša duša bolemska. Rakija, žolta ili bela, dajte luta, dajte ti greška. Rakija, uštena čaša, tu ja sviram ta naša ta. Rakija, žolta ili bela, nalej, nalej da nas zdravi me. Rakija, uštena čaša, pa do zori da lumpuva me. Pa do zori da lumpuva me. Браво! Ме прашаше Драгче, сакам ли труби? Има ли човек кој што не сака обожува труби? Вака те подкрива целосно? Сигурно, да. И песната е ракија вака за пред јадење. Може, додека готвам обично, си правам првин салата. Така, и помалку, нели, помалку, за да се да, готви, за да е се полесно. А ова е убава баш великденска песна. Па може да се каже, да, за расположение. Така, да. како што велиме кога Секако си. во граници на нормално. Ако се наздравува, ма гледаш како игравме, можевме и да заиграме. Ова ни е веќе готово. Готово ни е веќе. Јас можам и овде да го исклучам. Веќе имаме и убав тањир за сервирање. Одлично. Како со песна се брзо одело и убаво. Да, да. Весело, убаво, Брзо, мераклиско. расположено, секако што треба. Најмераклиски што може да биде. Јас ќе го поставам тањирчето и ќе го побарам рецептот на денот, затоа што да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Ајде да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Пилешко во бел сос. 250 до 300 грама пилешки стек, 200 грама печурки, 2 до 3 чешниња лук, 200 грама павлака за готвење, една лажица кари, масло, сол и други зачини по избор и магданус за украсување. Овде да ти честитаме и за декорацијата. Да. Прекрасно. Се потрудив малку. Многу убаво изгледа декорацијата. И јас ќе ја додадам даската за да го поставам тавчето и ќе ти дадам лажица да сипнеш малку. Ова ќе извадиме. Добро. Нашите сетила така делуваат. Прво гледаме со очите. Вака со очите, нели? Точно. И треба да биде убаво направено и аранжирано интересно. Како се вели? Да пипка или да не пипкаш со лажичката? Ајде, повели. Можеш да си додадеш, па потоа ќе додадеме и малку магданус. Ето, браво. А понатаму второто сетило е мирисот. Ова мириса навистина прекрасно. Преубаво. Јас Нели. Ома мириса затоа што е направено со песна и многу љубов. Ете. Маре ќе не пофали дома. Ке рече браво, Дуле и Драгче направивте специјалитет како што треба. Како што треба, да. Ете, браво. А и се вклопува во смисла на празниците, бидејќи храната не е поврзана. Па да. После постот треба да се почне со полесна храна за да не се оптеретува. Толку ли ќе ни биде добро, како јас велам, ајде да додадеме уште една китка од озгора или малку биберче. Ајде малку ставиме биберче. И едно украсче ќе му додадеме врз самото пилешко. Ете така. Ова ти го правиш, ова јас. Ете така. Малку да додадам. Убаво. Браво. За вкусот сигурно нема да се двумиме, затоа што навистина е добар и убав. Кој не верува, нека проба. Нека проба, ќе пробаат сите. После ова завршувањето, тука сите седнуваме заеднички, нели, сакаме храна. Дуле, имаш уште песна. Ова да завршиме празнично и убаво, бидејќи рецептот ни беше брз и во текот на време, на нашето време, колку ни трае емисијата, ние успеавме да го направиме. Така. Со песна. Со песна двајцата сме посилни, одиме со четвртата песна од Дуле.
погледна, се насмеја, ко сонце ме огреја. Вгради срце ми затрепери, твојот лик ме обзема. Овој херој поразен, многу срца расплака, а пред твојто моја најмила бело знаме развеја. Буден сонувам и ги ветувам сите мои сни, мојот свет си ти. Очи се ми, ноги дари ми, ти си меракот, ти си немирот. Буден сонувам и ги ветувам сите мои сни, мојот свет си ти. Чудесна, нестварна, самовилска убавина. Вгради срце ми затрепери, твојот лик ме обзема. Овој херој поразен, многу срца расплака, а пред твојто моја најмила бело знаме развеја. Буден сонувам и ги ветувам сите мои сни, мојот свет си ти. Очи се ми, ноги дари ми, ти си меракот, ти си немирот. Буден сонувам и ги ветувам сите мои сни, мојот свет си ти. Очи се ми, ноги дари ми, ти си меракот, ти си немирот. Буден сонувам и ги ветувам сите мои сни, мојот свет си ти, мојот свет си ти. Навистина ова песна е така да се ужива со црвено или бело вино, да се слуша мераклиски и кога некој ќе е многу поднапен па да си заспие, бидејќи таква песната навистина убава. Со ова препорачувам бело вино. Бело вино за овој специјалитет. Може и розе би поминало, меѓутоа бело е. Бело вино би одело ептен, убаво и вкусно. Не ни дотекне, инаку можевме да додадеме уште по една чаша бело вино. Навистина беше прекрасен гостин, морам да ти кажам, и со песната, и со специјалитетот. Не воодушеви сите. Продолжи дома да си празнуваш, а сигурно и нашите гледачи ќе празнуваат и понатаму со убавите песни. Благодарам на поканата. А ПК Беско ти подарува подарок од
нивните Благодарам. производи. Благодарам, Еве да поздрав и се до ПК-Беско. продолжува славењето, Мене нели? ми се веќе познати производите на ПК-Беско, но Така. ќе уживаме сите. Ете така, дома овај подарок и уште позначаен, нели, кога се добива подарок. Тука сме на самиот крај, драги мои почитувани гледачи, уживајте во празнувањето, уживајте со саканите, уживајте во љубовта, во разбирањето, слушајте убава песна и на крај како ви велам јас, ве сакам, сакајте се сите.